ова не е наивен закон. Левица е позната по тоа што прави преседани, но за разлика од владеачкото мнозинство, Левица прави позитивни преседани. Првиот беше со разрешувањето на Или Радаути поради законот за бранители, а вториот е по тоа што за прв пат вашата председателка, која што забега во демохристијанство и повеќе министер за култура и верски поглавар отколку што е председателка, го послуша апелот на Левица, а тоа е да стави суспензивно вето за прв пат откако е председател. Ева хронологијата. Најпрво, не е тука спикерот Гаши, да му кажам дека службите направиле превид под председателке, имено во дописот кој нас не го доставувате, тоест спикерот не го доставува, вели дека амандмани по овој закон, ветиран, може да поднесуваме 2 дена пред одржување на седницата и како датум е наведен 14.1. Значи, седницата е свикана за 21. и амандмани можевме, ако сакавме, да филибастерингуваме до 19.1, а не до 14. Веројатно службите ги измешале 31-та и 30-та седница. Но не се, тоа се процедурални ваши слабости. Како одеше хронологијата на овој закон? Значи, ние мислевме дека времето на шверцерат во ова собрание заврши со Талјат Джафери, но видовме дека ДПМН се продолжува тоа да го прави. Значи, прво на 24.12. е донесен овој шверцерски закон, значи пред Нова година, мислејки дека наивно така луѓето ќе се разбегаат по празници и дека нема ништо да се сети. Ве замолувам само околу именувањето на партиите, се извинувам. Да викам сега, и тоа е скратено. Значи, тоа е презиме на партијата, не можам да ја викам ВМРО ДПМН. Замолувам само за коректност. Понатаму, на 26-ти Левица го издава ова соопштение, кое што вели председателката Давкова да го искористи правото на вето за двојазичните лиценци изгласани од ДПМН. Сега, 26-ти, ветото кое што го става Силјановска е на 31-ви, значи во законски, тоест во уставниот рок. Што беше проблемот со овој закон? Прво, кога свативте дека нема да ви помине кај Или Радаути, го шверцавте, да знае јавноста, законот за деца, за заштита на деца, е шверцан во Комисија за енергетика, затоа што таму има еден друг апаратчик кој што го шверца како Артем Груби во Комисија за европски прашања што ги шверцаш. Сега, ајде да видиме што вика суспензивното вето на председателката. Ни риба, ни девојка, ништо не вика. Значи, веќе утврдено вика, ќе видиме како да се држиме до амандманот 5 дрн јариња. Ајде да го видиме амандманот 5 од Уставот. Се однесува на член 7. Значи, за разлика од приватното право, каде што дозволено ви е се што со Устав и закон не ви е забрането, во јавното право е малце поинаку, односно е обратно. Забрането ви е се што со Устав и закон не ви е дозволено. Не можете вие да се измислувате како сега што правите функции со деловник на влада, прв заменик председател да измислува. Значи, ајде да видиме амандманот 5 што вика. Вели, личните документи на граѓаните се издаваат, значи лични карти, патни исправи, пасоши, ово, и став 4 вика, кој било граѓанин кој живее во единици на локална самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот, во комуникацијата со подрачните единици на министерствата. И потоа вели, секој граѓанин во комуникација со централните министерства може да употребува еден. Толку е амандманот. Каде гледате вие полагање, како што вика Снопче, правосуден испит да полагале на нивниот јазик? Знаете зошто? Пошто не го знаат македонскиот. Ние сме единствена држава во свет каде што првачињата не го учат официјалниот јазик на државата. Понатаму, комисијата се повикува, тоест председателката се повикува и на амандманот, тоест на законот за јазици, а не постои таков закон. Значи, постои закон за употреба на јазици и постои закон, овој закон за двојазичност, кој што ние го спориме, и за кој што Венецијанската комисија, каде што и председателката, како експерт по уставно право во Советот на Европа има членувано, дава свое мислење. И ајде да го видиме мислењето од кое сите бегате, или кога бевте заедно, кога бевме опозиција, ви одговараше да цитирате, ама сега ви одговара да кјутите, а и пред Нова година да подпикнувате шверцерат. Значи, ајде да видиме Венецијанската комисија на 6 декември 2019 какво мислење даде за овој закон.
така наречен закон затоа што нема подпис од председателот. И Уставен суд еве го во март ке расправа по наша иницијатива. Вели правните експерти на Советот на Европа потенцираат дека во споредба со законодавството од 2008, тогаш Бранко Црвенковски кој не сакаше да го подпише, новиот закон, овој за двојазичност, значително ја проширува употребата на албанскиот јазик и во многу аспекти ги надминува европските стандарди, утврдени со Рамковната конвенција за заштита на национални малцинства и со Европската повелба за регионални малцински јазици. Првата забелешка. Втората забелешка. Во одредени области, новиот, така наречен закон, со подпис на Неџбедин Ибраими, заменик генсек на местото на председател, може да оди премногу далеку со наметнувања и казни, што може да се покаже како нереална правна обврска врз јавните институции. Втора забелешка. Третата забелешка. Комисијата Венецијанска понатаму забележува дека законот за јазици нема јасност во однос на одредбите што важат само за албанскиот, ако исто така ќе важат и за другите јазици во заедницата. Тоа го бараме ние со амандманот. Зошто само на албански да му се издава уверение на некој кој полагал лиценца? Зошто не и на турски да му се издава? Зошто не и на ромски да му се издава? Зошто не и на српски да му се издава? Ние не сме бинационална држава. Ако сме мултиетничка, ќе биде на сите, а не на само на два јазика. И ајде да видиме политички каде вие го утнавте. Вие, почитувани ВМРО-вци, ја спроведувате тиранската платформа, која што Дуи и вашиот необалистички коалиционен партнер од Вреди си ја подпишаа кај Еди Рама на Баци рака. Ајде да видиме, еве тиранската платформа, кои точки вие сега ги спроведувате. Првата точка – постигнување целосна рамноправност во согласност со Охридскиот рамковен договор. Си го поставувате ли елементарното прашање? Зошто од 25 години после рамковниот договор тек сега најдовте да воведувате? Ако било уставно, уште во 2002 ќе го вовеле СДС тогаш. Еве тиранската платформа. Правилно спроведување на принципот на мултиетничност, каде што албанците се сметаат за државотворна нација, поддржување секаква правна и уставна иницијатива што ја засилува националната рамноправност на албанското население. Браво, ВМРО-вци! Првата точка им ја спроведувате на тиранската платформа. Втората точка, тоест подточка на првата, постигнување целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик на сите нивоа на власта и гаранција за негова примена како фундаментално и уставно право. Браво, ВМРО-вци! И оваа точка им ја спроведувате. Следната точка која што им ја спроведувате е четвртата точка. Еве, создавање дух на доверба во функција на добри меѓуетнички односи, преземање афирмативни мерки за обезбедување финансирање на албански културни институции на централно и локално ниво. Ете вие Академијата во Тетово и во Чаир за Албанската академија. И еве следната точка, вие создавање на една централна институција за унапредување на јазиците на заедниците. Браво, ВМРО-вци! При постоечки закон за македонски јазик не најдовте за сходно колку месеци да го формирате инспекторатот за македонски јазик. Ние сме парадокс во вселената да имаме агенција владина за албански јазик, а да немаме агенција за македонски јазик. Браво, ВМРО-вци! Точка по точка цела тиранска платформа ја реализират. И ајде да го видиме тој така наречен закон, овој што го Груевски се тепаше тука со талјат му истураше води, се сеќавате? Ајде да го видиме ово. Еве, годишни зборници на правни факултети. Годишни зборници се издаваат научни трудови дека тој закон не е закон. Ајде да видиме зошто не е закон. Затоа што ви ги фрли амандманите. Еве, истата ваква ситуација беше. Врати председател, вие поднесовте амандмани и си ги баравте по контењери. Толку ви е достоинството, ВМРО-вци. Ајде да видиме следно. Ви донесува закон со 64 пратеника, а се бараат 80 пратеника. Тогаш галамевте, ама сега вие го спроведувате истиот тој закон. Следно, го пробиен преклузивен рок. Се сеќавате Кренар Лога кога 7 дена има за објава, после 1 година е објавен закон.
Указ без подпис на председател. Браво вам, ровци. Еве го вашиот патриотизам кој се гледа само во патните трошоци за денес од 10.000 евра за една година. Ви благодарам.